Добре дојдовте во новото издание на регионалните вести. Тетовските гимназијалци од руралните општини протестираа пред зградата на општина Тетово, револтирани што властите и по 3 недели не им обезбедиле бесплатен превоз од нивните домови до училиштето. Велат дека мораат сами да го плаќаат превозот, а некои ученици со финансиски потешкоти се уште не тргнале на училиште. Тетовските гимназијалци од руралните општини предпладнево протестираа пред општина Тетово барајки локалните власти, што поскоро да обезбедат бесплатен превоз до нивното училиште. Поради овој проблем, голем дел од нив и по 3 недели од почетокот на учебната година не тргнале на училиште. Останатите превозот го плаќаат приватно. Јас сум од село Челопек и од село доаѓам овде со комби. 40 денара е комби до овде. До тамо е и 140. Јас и дали имам, дали немам, никој не ме праша мене. Јас овде во комуна гледам многу убави коли, сите се најскупо. А ние немаме и автобус да доаѓеме од село и да учиме. Затоа ние сме ученици на крај. Ние требаме да имаме автобус, затоа ние сме овде. До комби, ама некој има некој еден месец не дојде на школа. За време на протестот кој траеше околу 1 час, учениците сами влегоа во едно од салите на општина Тетово, каде содржа затворена средба со представници од секторот за образование. Од секторот ни изјавија дека на учениците им било посочено дека немаат превоз, затоа што општина Тетово го поништила тендерот за превозници објавен во август годинава. За ваквата одлука превозниците поднеле жалба до Комисијата за јавни набавки. Тендерот за превозници беше поништен затоа што сите превозници имаа понудено повисоки цени за превоз од парите кои за оваа намена ни се одобрени од Министерството за образование. За оваа одлука превозниците поднесоа жалба до Комисијата за јавни набавки, од каде очекуваме денеска и најдосна до утре да добиеме одговор, пошто ќе знаеме кои чекори ќе ги преземеме околу проблемот со превозот на учениците, изјавија од секторот за образование. Не е решен и просторниот проблем на гимназијалците македонци кои се уште не одат на настава, која според најавите на општинските власти требаше да започне во Централната гимназија, но поради технички проблеми ова ветување не се спроведе. Пресконференција денес одржа Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Тетово. Посочуваат на безбедносните проблеми со кои се соочуваат учениците на основното училиште Братство Миѓени во Тетово. Учениците на основното училиште Братство Миѓени во Тетово години наназад се соочуваат со безбедностни проблеми. Тротоарот кој води до нивното училиште е противзаконски присвоен од собствениците на автоперална која се наоѓа до влезот на училиштето. Поради тоа, за да стигнат до училиште, децата се принудени да одат на самата улица која е една од најфреквентните во градот. Општината за ваквиот проблем не превзема никакви мерки, иако е очигледно дека автомобилите секојдневно се перат на тротоарот каде што треба да поминуваат учениците. Да биде абсурд уште поголем, просториите каде што е сместена автопералната е во собственост на Тетовската локална самоуправа, која објектот го издала на приватен концесионер кој узурпира јавни површини, загрозувајќи безбедноста на самите ученици. Исто така, безбедноста на учениците е загрозена и од трговци кои го користат тротоарот како импровизиран пазар, како и од непрописно паркираните автомобили. Почитувана градоначалничке госпоѓа Теута Арифи, родителите се загрижени за безбедноста на нивните деца. Како општински комитет на ВМРО ДПМН сметаме дека е крајно време да започнете со решавање на проблемите кои се од интерес на сите граѓани на Тетово. Советничката група на ВМРО ДПМН постојано апелира да се решат овие проблеми, но сепак од страна на градоначалникот на Тетово, госпоѓа Теута Арифи, и градските власти не се превземени никакви мерки за безбеден пристап до школото за децата и родителите, додека нелегалната перална и дивите пазарджии со нивните трактори и импровизирани тезги и понатака се привилегирани и заштитени. Ние како општински комитет на ВМРО ДПМН не би сакале да помислиме дека неодговорното однесување на градоначалникот и градските власти кон граѓаните кои живеат во овој дел од градот и учат во тоа училиште е тенденциозно. Почитувана градоначалничке, пред крајот на вашиот мандат би ве посоветувале, наместо да ја залажувате тетовската јавност,
дека нешто работите и се грижите за нив. Сметаме дека треба да ги искористите вашите ресурси за работа од кои граѓаните ќе ви бидат некој добро. Со соопштение во јавноста денес излезе Општинскиот комитет на ВМРО Народна партија Тетово. Врз основа на неможноста или немањето слух на релевантните чинители од засегнатите министерства во случајот со гимназијалците од македонската настава во Тетово, Општинскиот комитет на ВМРО Народна партија од Тетово бара од премиерот Емил Димитриев лично да се ангажира и помогне да во најбрз можен рок овозможи почеток на настава на македонски јазик во гимназијата Кирил Печиновиќ во Тетово. Нејасно е како може владата толку индиферентно да настапува, почнувајќи како работи на разни проекти, а во овој случај нема доволно средства, ниту пак слух за решавање на проблем кој засега над 200 средношколци и налага изградба на 6 простории во кои би се одржувала настава на македонски јазик. Дали министрите воопшто спијат мирно, знаејќи дека македонските гимназијалци во Тетово немаат простор за следење на настава, пишува во соопштението на Општинскиот комитет на ВМРО НП Тетово. Општинскиот комитет на ВМРО Народна партија од Тетово апелира до министрите и замениците министри за образование и транспорт и врски да запрат со селективноста и овозможат на македонските гимназијалци од Тетово пристојни простории за следење на настава исто како во Сарај, Поешево или пак Паликура, се вели во партиското соопштение на ВМРО НП Тетово. Протестен собир и блокада на граѓани во стариот дел на Тетово во населбата Колтук се одржа вчера во 18 часот. Граѓаните бараат подобра инфраструктура. Жители од стариот дел на Тетово со получасовна блокада на патот кој води кон шар-планинските села го искажаа револтот од како што рекоа негрижата на властите за инфраструктурните комунални проблеми со кои по долг период се соочуваат. Во нивните населби велат ништо не се инвестира. Патиштата се во ужасна состојба, за вода и комунали плаќаат, а услуги не добиваат. Као прво, гледате сами каква е улица. Као друго, струја имамо, овие светла што за улични, ние самите спонзорирамо, давамо паре, па да купимо светла, да се качуваме, да се пентариме по слепица, па да ставиме светло. Водата еден ден тече, 15 дана нема. Значи, ние ова население не смо ценети луѓе како овде, а ние исто живееме во овој град. Овде, како што се работа низ град, треба да се работа и овде. И ние сме некои луѓе у овој град, ето. Значи, нас не цени тачно ни еден жив. Не, теута не, кој да е у општина. Ова е нон-стоп. Ние у општина сме уделе целиот реон наш пред општина, ова истово со годиништа. И со годиништа никакво обрастение немамо. Плюс редовни платачи смо на ЈКП. За вода, за џубрерина, за улично осветление. Еве сега уште се гледа. Да се стемни уште малку, тука ќе биде зона сумрак. Не можеш да пројдеш. Едно што нема светло, друго од кучиња скитници. Не може жените наши да идат на сабајле на работа. Ги напаѓа. А зашто ги напаѓа? Зашто нема светло. Друго, да дојде да почиста улицеве. Никој ништо не презема. Никој ништо не презема. А знае она убаво. Со чии гласове дојде на ова место кај што е сега. Велат дека за проблемите се обратиле до градоначалничката на Тетово Теута Арифи, но од неа добиле негативен одговор. Смо биле и кај Деута вамо, тама пажна не удира. За горе кај вас више ништо не премо. Самата ни го рекла она нас. Не премо ништо. А кога сум поминал со кола на кај други места, речица вамо тамо, јас сум се зачудил. Ова чудо не е видено. Канта да немаш едно џубре да офрлиш. Џубрето ни доаѓа еднаш неделно да видите каква змрдија, дебонија голема. Нема на кого се жалиш. 200 динара ни качиле улично када имамо чистачи мие на улица. А уствари ние немамо ништо тоа. Обеќавање лудо радување кај нас. Како она градоначалничка еднаш не дошла да праша што се работи и како се работи. А ние сиромаси никој не ферма нас. Никој не удира пажна да каже зошто вака да. Улицеве, да ти кажа, улицеве ни се за катастрофа. Граѓаните најавија дека и понатака ќе продолжат и со поголеми блокади и протести, ако општината не преземе мерки за наталожените проблеми во овој дел на Тетово.
Тинејџери од Ценокосе си играле возачи. Обидот за среќа завршил без трагични последици. Возилото излетало од патот, а младинците се здобиле со повреди. На регионалниот пат за Неготино-Полошко, кој се поврзува со автопатот Гостивар-Тетово, вчера наутро околу 6 часот патничко возило со гостиварски регистарски таблици, што го управувал 13 годишен малолетник од Ценокосе, загубило контрола, излетало од коловоз и завршило во блиските ниви. Од излетувањето 13 годишникот и 1 година повозрастниот сопатник, исто така од Ценокосе, задобиле телесни повреди и со медицинско возило пренесени се во гостиварската болница. По укажаната помош сопатникот е пуштен, а возачот задржан за натамошна обсервација. По овластување на јавен обвинител извршен е комплетен увид и се утврдуваат причината и другите поединости поврзани со несреќата, во која причинитата материјална штета се проценува на 100.000 денари. Првично причина е неприлагодена брзина, односно пребрзо возење. Украден златен накит од куќа во Вешала, регистрира полицијата. Според Савара Тетово, 35 годишен тетовец завчера пријавил дека за сега непознати сторители на 19 овој месец околу 18 часот на неутврден начин од куќата на неговата 40 годишна тетка во Вешала одзеле разновиден златен накит. Разновидниот накит, според кажувањето на лицето, го чувала во шкаф во соба на вториот кат од куќата, која во тоа време била незаклучена. Вредноста на одземениот златен накит оштетениот го проценува на околу 4.000 евра. Се преземаат мерки и активности за расветлување на пријавеното и за откривање на сторителите. Од полицијата информираат за уште еден случај. Имено полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово вчера вечер околу 20 часот на улицата Елинденска во Тетово лишиле од слобода 52 годишник од Одри, осуден на 3,5 годишна затворска казна за извршено кривично дело недозволено изработување, држење и тргување со оружје или распрскувачки материи. По приведувањето реализирано со судска наредба, лицето ќе биде предадено во КПУ Идризово во Скопје за издржување на казната. Теоретски, но и практично, учениците од основното училиште Истикбал денес присуствуваа на час на отворено, на кој се запознаа со основните сообраќајни правила. Акцијата да ги заштитиме децата во сообраќајот ја организира полициската станица за безбедност на сообраќајот. За тоа како најбезбедно да стигнат на училиште и да се вратат во нивните домови. Денес се едуцираа првооделенците од основното училиште Истикбал од Тетово. Сообраќајниот час се случуваше на отворено во дворот на нивното училиште, а беше изведуван во рамки на традиционалната сообраќајна воспитно-едукативна акција да ги заштитиме децата во сообраќајот, чиј организатор е Тетовската полиција за безбедност на сообраќајот. Министерството за внатрешни работи во соработка со Министерството за образование го има организирано овој проект за децата, значи повеќе безбедност за децата во сообраќајот. Значи претежно се однесува за учениците кои секој ден патуваат од дома до училиштето и назад и значи нив да ги запознаеме како што побезбедно да си патуваат од дома до училиште и назад. Значи овој проект има едукативна цел, значи проектот се дели на две фази. Првата фаза теоретски дел, значи се однесува, значи ги запознаеме учениците на поучилници во теоретски аспект, значи ги запознаеме со проблемите на терен, како да се однесуваат, како да си ја поминуваат улицата. Додека другата фаза се однесува за практичен дел со импровизација на целото тоа што сме го збориле на теоретски начин, значи на терен. Со оглед каков е сообраќајот во нашиот град, значи децата како најмали учесници во сообраќајот треба многу да внимаваат како поминуваат преку улица, каде се движат, каде играат и исто така и родителите да внимаваат и не може од еден час да се научи како треба детето безбедно да се движи по улица, значи мора и нивните родители да им помогнат во тоа. Освен ваквите едукативни активности, училиштето постојано работи на конкретни мерки за зголемување на безбедноста на учениците, истакнува директорот Реџеп Алили. Ние као училиште и лани година направивме едно барање да се постават сообраќајни знаци и зебри пред училиштето и тоа е направено од општина. Значи ние као училиште целта на овој проект е учениците да видат и
практичко и теоретски да го видат како да го поминат улицата и да доаѓат во училиштето. Полициската станица за безбедност на сообраќајот ваквите едукативни предавања ги реализира во сите училишта во Тетовско. Институтот за развој на заедницата започнува проект за обезбедување на опрема за изведување на обуки за лицата кои се на издржување казна во затворите во Тетово и Штип. Целта е осудените лица по излегување од казнените установи полесно да најдат работа и побрзо да се ресоциализираат. Сдружениот Институт за развој на заедницата од Тетово во соработка со ДБВ Интернационал од Германија го спроведува проектот Нов пристап за ефективна социјална вклученост. Целта на проектот е да обезбеди можност на лицата кои што се издржуваат казна затвор да бидат конкурентни на пазар на трудот преку обезбедување на обуки и поддршка на затворите во Тетово и во Штип. Во текот на проектот, во соработка со управа за извршување на санкции и затворите во Тетово и во Штип, предвидено е да испорачаме опрема и техника која што ќе помогне за реализација на активностите и ќе бидат организирани по 5 курсеви, и тоа за користење на компјутери, за англиски јазик, за обука за бербер, обука за пекар и за хортикултура. Се надеваме дека таа опрема и техника што ќе набавиме и што ќе остане во затворите ќе продолжи да се користи за образовни активности и да помогнеме на лицата кои по издржувањето на казна затвор да бидат вклучени на ефективно на пазарот на трудот. Ова денес е промотивен настан на кој што информираме за сите настани и активности кои што се спроведуваат во рамките на проектот. Спроведуваме во активности и во Тетово и во Штип, како што кажав, со управа за извршување на санкции, и се надевам дека и сите оние кои што ќе бидат тука поканети организации, институции, во нивните програми во иднина ќе дефинираат мерки кои што понатаму ќе бидат во корист на лицата кои што издржале казна затвор, во смисла на корист да може поефективно да се ресоциализираат, да се вклучат во општествените текови. Проектот ќе трае 16 месеци и е поддржан од Европската унија. Во петок навечер во Центарот за култура Асном во Гостивар премиерно ќе биде изведена комедијата Потрага на министерот во одморалиштето Перен мозок. Представата е во режија на Ѓорѓи Нешковски. Потрага на министерот во одморалиштето Перен мозок е најновата представа што за гостиварската публика ја подготви екипата на театарот Дунек. Премиерата на комедијата е закажана за во петок на сцената на Центарот за култура Асном. Представата се подготвуваше изминатите 3 месеци, период во кој младите актерски надежи на Гостивар имаа време да ги совладаат предизвиците на новите улоги. Како што велат, ова е комедија која донесува приказна од реалниот живот и ќе ги насмее сите возрасти. Јас сум Теодора Волчевска и во оваа представа го играм ликот на Маца. Во оваа представа случувањата се случуваат во одморалиштето Перен мозок и односно Петко, тој е работник и доаѓа таму и го бара министерот Торбаков, но прави многу збрки и после испаѓа дека сите парови во одморалиштето ќе бидат скарани меѓу себе. Јас сум Станимир Трпески и ја играм улогата на министерот Торбаковиќ, кој што е министер за транспорт и врски. Неговиот лик е доста интересен затоа што пред сите тој се представува како многу богат и многу, понашки кажано, чалам човек, а всушност кога ќе му се прикаже некоја закана, тој всушност е многу плашлив и на некој начин има карактер на маче, да се рече. Јас сум Виктор Анџелковски и во оваа представа ја играм улогата на Петко. Носачката улога, тој е снабдувач во детски јасли, кој бара подпис од министерот за да се пушти шлеперот од границата за да дојде со инвентарот од градинката која треба да се отвори во понеделник, но бидејќи не ме пуштаат, јас правам многу сплетки и компликации. Сум Драгана Богоевска и во оваа представа ја толкувам улогата на Роза, жена на Петко. И во суштина сум многу нервозна во представава. Здраво, јас сум Теодора Матеска и во оваа представа толкувам улогата на чистачката Петка, на која што сака да биде рок звезда. Представата се подготвуваше скоро 3 месеци и подготовките беа многу интересни и се ни беше забавно.
Јас сум Ивана Меđановска и во оваа представа е толкувам улогата на познатата оперска пејачка Милка Магареска. Јас сум Емилија Танасовска и ја толкувам улогата на докторката во одморилиштето Перен мозок. Представата е прекрасна, бидејќи сум прва година тука. Здраво, јас сум Марија Пондиловска и во оваа представа сум задолжена за улогата на Вера, односно рецепционерка во одморилиштето Перен мозок. За мене представава навистина посебно искуство, затоа што пред се е една прекрасна комедија за возрастни, која што има сериозен текст и опфаќа навистина секојдневни случаи. Така што на сите би им препорачала да дојдат и да не гледаат. Јас сум Константина Јурковиќ и ја толкувам улогата на директорка во хотелот Перен мозок, која се грижи сите работи да се одвиваат добро во хотелот. Јас сум Филип Веселинов и во оваа представа ја играм улогата на рецепционерот Максим. Јас за оваа представа очекувам голем успех, бидејќи сепак е представа која може да се случи во вистински живот, не е бајка или... Јас сум Иво Дамјановски и ја играм улогата на професорот Цапар, од кој сите се плашат, а тој се плаши од неговата жена Маца. Очекувам сите да дојдат и да ја гледаат оваа представа, пошто е одлично искуство. Јас сум Живе Ристовски и ја толкувам улогата на Коста, кој е маж на познатата оперска пејачка Милка Магаровска. И од оваа представа очекувам преголема публика и многу аплауз. Потрага на министерот во одморалиштето Перен мозок е во режија на Ѓорги Нешковски. За музиката, осветлувањето и сценографијата се задолжени Александар Нешковски и Виган Демири. Театар Дунек ја донесува представата во соработка со Центарот за култура Аснум и со поддршка на општина Гостивар. Премиерната изведба во петок навечер е со почеток во 20 часот. Информација од спортот. Тетовските фудбалски клубови вчера играа надпревари од 8 на финалето на Купот на Македонија. Тетекс на гостувањето во Штип изгуби од Брегалница со 4:0. Ренова загуби од Пелистер со 2:0, додека единствена победа забележа Шкендија со 2:0 над Работнички. Европскиот суд за човекови права едногласно ја отфрли како неоснована тужбата на група бошњаци против Холандија, од која бараа кривична одговорност за масакрот во Сребреница. Тужителите кои се роднини на лица убиени во масакрот во Сребреница во јули 1995 година сметаат дека тројца припадници на холандската војска од составот на мировните сили на Обединетите нации имаат кривична одговорност за злосторството. Роднините на жртвите ги обвинуваат холандските власти дека одбиваат да спроведат истрага за тројцата војници, кои според нив ги испратиле нивните роднини во сигурна смрт, наредувајќи им да го напуштат кампот на мировниците на Обединетите нации откако силите на босанските срби ги зазедоа Сребреница и околината, кои беа прогласени за безбедносна зона на светската организација. Судот од Страсбур меѓутоа заклучи дека холандските власти доволно ги истражувале фактите и ги разгледале барањата на тужителите. Брод со африкански имигранти кои тргнале кон Европа се преврте во Средоземното море во близина на египетскиот град Александрија, при што загинаа 42 лица. Египетската армија информира дека бил спречен обид за префрлање нелегални имигранти. Бродот се наоѓал на 12 морски милји од брегот, кога потонал. Близок на еден од имигрантите изјави дека египетските власти биле предупредени за потонатиот брод, но одговориле дека немаат спасувачки чамци и оти не презеле мерки. Според египетски медиуми, бродот превезувал околу 600 имигранти. Тие биле од неколку африкански земји. Спасени се повеќе од 150 лица, но од водата се уште се вадат телата на загинатите. Протестите во американскиот град Шарлот по смртоносното полициско насилство против еден афроамериканец ескалираа. Едно лице е потешко повредено, кој пукал во него се уште е нејасно. Мобилизирана е и националната гарда. Гувернерот на американската сојузна држава Северна Каролина Пет Мегрегори прогласи вонредна состојба во градот Шарлот. Вчера веќе втора вечер поред, стотици луѓе излегоа на улиците на Шарлот за да демонстрираат против полициското насилство. Тие се собраа во центарот на градот. Пред
пред еден хотел во текот на протестите дојде до судири меѓу демонстрантите и полицијата. Специјалните полициски сили употребија солзавец против на собраната толпа. Потоа имаше истрели од огнено оружје, од кој потешко повреден бил еден од учесниците на протестот. Протестите во Шарлот биле предизвикани од една полициска акција во вторникот. Полицајците според медиумски извештаи биле во потрага по едно осомничено лице. При акцијата на еден паркинг тие запреле 43 годишен афроамериканец кој меѓутоа не бил бараното лице. Дел од препознатливите црвени говорници во Велика Британија се трансформираат во мали канцеларии. Компанијата Padworks е задолжена за пренамената на култните говорници, кои што се опремени со интернет приклучок, телефон, печатар, скенер, како и бесплатно кафе и чај. Првата ваква канцеларија е отворена во Лондон, а се очекува отворање на уште неколку мини канцеларии низ повеќе градови во октомври. Денес имавме умерено облачно време. Утринските температури се движеа од 5 до 13 степени, а дневните од 14 до 26 степени. Утре не очекува посвежо утро, а во текот на денот ќе биде сончево и потопло. Утринските температури ќе се движат од 2 до 10 степени, а дневните од 16 до 25 степени. Тоа беше се што ви подготвивме во ова издание на регионалните вести. Останете и понатаму со програмските содржини. Пријатно.